Почитувани, денес имам особена чест и задоволство, па би рекол дури и гордост, што во нашата емисија на Кафе со Твоја прифатија да бидат гости Роксанда Крстевска, попозната како Цана, и Дани Илиев, луѓе со кои што сум ја започнал кариерата во правосудството и кои што практично во цело трајање на мојата кариера ми биле некакви идоли и луѓе кои што нивната кариера на крај ја завршија без ниту една дамка. И лично мислам дека луѓе без кои што и идните реформи во Македонија не би смеели и не можат да се завршат. За да не должам многу, да не бидам јас во центар на вниманието, добар ден на двајцата. Уште еднаш благодарам што прифативте да бидете гости во емисијата на Кафе со Твоја. Однапред гледачите треба да знаат дека тоа не значи нивно пристапување кон Твоја. Тие се тука да дадат своје стручно мислење за одредени состави во правосудството. За почеток, за двајцата, она што е сега во моментот актуелно, Законот за јавно обвинителство. Дали особена причина има за да се брза за носење на овој закон, и она што е за јавноста многу битно, дали е коректно некоја страна во преговорите, политичка партија, групација, да бара во закон да се одреди судбина на одреден криминал, на одредени предмети, и дали со некаков закон, освен закон за амнестија, што не е спорно, може одредени криминали да исчезнат од правниот систем и од меморијата на едно општество. Апсолутно не мислам дека е нож под грло ставен и дојден за да се носи овој закон, особено не во една ваква атмосфера, во која што се става еден многу лош печат на сите обвинители кои што работат во оваа организација и кои предпоставувам дека не би сакале да се чувствуваат присвоени од ниједна партија. Инаку се извинувам, Роксанда беше заменик републички јавен обвинител, заборев да го кажам, така се пензионираше. Целокупниот незин работен век е поминат во јавното обвинителство, а Дани Илиев беше поранешен председател на Врховен суд. Целокупната негова кариера беше во судството. Само да имаат гледачите представа со кого разговарам. Извинете. Да, со тоа сакам да кажам дека и двајцата ги носиме сите добри и лоши особини на една професија која што ја обавувале во целиот тек на својата работна кариера. Барем јас мислам дека подеднакво таа институција ми дала, а сум морала да се потрудам да дадам се од себе за таа институција, така да сме, да кажеме, 50-50 во давање и заимањето. Одлично. И кога кажувам дека ги имам и добрите и лошите особини, тогаш сакам да кажам дека ниеден човек не може да, ако се посвети на својата кариера, дека не може да отиде, а да не биде, како да кажам, во наводници оштетен. Оштетен во една ментална смисла, во начинот на објаснување. Дека некаков деформитет ќе предизвика припадноста во една институција. Меѓутоа, господи Крстевска, дали е коректно да се зборува кога се носи закон за јавно обвинителство, што ќе се прави со одредени предмети, со предметите од се? Апсолутно не. Прво, значи, дали може да исчезне таа меморија? Јавното обвинителството покрива надлежноста на судот. Во поглед на стварната надлежност, во поглед на местната надлежност исто така, и недозволиво е со Законот за јавно обвинителство да се определува што ќе биде судбината на определени кривични дела, заради тоа што тие дела како дела постојат. За тие дела јавниот обвинител е апсолутно надлежен да постапува. Дури да немало постапка апсолутно, се до моментот додека некое кривично дело не застари. Или не се донесе пресуда, нормално, јасно. Меѓутоа, да однапред вие да фаворизирате една идеја
со која што треба да се каже што ќе биде со овие кривични дела или со оние, тоа е недозволиво заради тоа што законот за јавно обвинителство го обврзува јавниот обвинител и тоа е единствено зависен од тоа што му го налага законот, а тоа е да ги гони сторителите на кривични дела. И тука тој е зависен само од определбите на кривичниот закон. Не постои ниедна одстапка од тоа, затоа што тоа би значило дека може да се амнестираат одредени состојби кои што се не дозволи. Апсолутно се сложувам. Господине Илиев, во однос на она пречекорување на рокот за покренување на постапките, јас лично мислам дека ако е нешто толку спорно во тој дел, дека можеби треба и да се повторат некои действија ако биле покренати од неовластен тужител според законот, бидејќи тој закон беше практично адхок некакво решение, што во принцип не се добри тие решенија, меѓутоа какво е вашето мислење во однос на продолжување на покренатите истраги по рокот даден во законот? Прво е нешто околу првото прашање, што моето мислење исто така е дека нема потреба такво брзање за носење на законот. Јас исто мислам дека Тоа бидејќи јавното лицето си има постоечки закон, во суштина тој закон е организацијски закон на самото јавно обвинителство. Тој не решава предмети по закон за кривична постапка или по закон за очигледно дека засегнати луѓе искористија шанса во носењето на тој закон да побараат спас. Така ми личи. Тоа така личи и се слагам со вас. Треба да се обмисли што ќе се прави со закон за јавно обвинителство. Поаѓајќи од уставната определба која што ја каже колешката дека јавниот обвинител, тој кој ги гони сторителите на кривични дела, тогаш се постава прашањето и организацијски дали треба да има основно овако, онако. Главен на сите предмети со кои се гони криминалот е јавниот обвинител. Секаде во светот ќе видите како тој дава овластувања на негови обвинители да заступаат предмет. Денес може би беше она грешно едно решение кое што се донесе со минатиот закон, во смисла да сите ги направи обвинители, така. Тоа е во суштина. Закон за јавното обвинителство треба да реши таа работа и да расчисти со неговите алатки. Најголема алатка него е Министерство за внатрешни работи. Тоа има две функции. Едната е безбедносната функција која треба да ја покрие, другата е гонење на криминал. Доаѓате до суштината. До суштината. Тоа овој закон колку под средство за информирање колку се запознат не го решава. Значи потребна е суштинска реформа врзана визави за новиот закон за кривична постапка. Новиот закон за кривична постапка одбра акузаторна постапка, но не смени судска постапка. Акузаторната постапка во англосаксонскиот дел е една која теоретичарите сакаат да прикажат како идеална за правда и правишност и така натаму владење. Меѓутоа во мало општество како нашето, таа подразбира поротно судење. Не подразбира вакво судење кај нас. Тој се донесе закон на брзина, неколку луѓе кои прошетаа по странство ваму таму, но не се обезбеди основата на тоа. А таму се определивме за истрага Ние во суштина ја закопавме традицијата на нашето законодавство. Ние имаме англосаксонска традиција, имаме континентална традиција која е мешовина и затоа и доминантна улога на судот. Моje мислење е дека ние требаше да го задржиме тоа со доминантна улога на судот. Словенците си го задржаат тоа решение и добро функционира. Добро е судот да се грижи за правата на странките, поготово за правата на обвинителите. Во овој дел на поротно судење во англосаксонскиот имаат права само тие кои имаат пари да обезбедат добар адвокат. Што подразбира тоа судење? Разбира држава, од една страна обвинет, пред целиот тероризм. Ако имате добар адвокат, ќе доведете до докази. Јас сум скептик во однос на тоа дека можеме и порота дека можеме да обезбедиме на тоа ниво. Немаме таква традиција. Јас сум скептик. Еве со едно судење па има проблем со порота. А камо ли да обезбедиме 12
Да. или 15 Во однос на организацијата на јавното обвинителство, јас имав... Законот видов таму член 2.1.2. Повторно го дефинира дефиниција на јавното обвинителство како само што е државен орган, не е ни правосуден. Ово принцип е некаде Хрватска, која оменуваше Закон за кривична постапка, 120 одредби Уставниот суд на Хрватска и поништи на законот и мора да го дефинираат во Уставот како правосуден орган, затоа што и има надлежности по однос на основните слободи и права на човекот, кои са во Уставот наши исто речено дека може само суд да одлучува. Така. Сега тоа е во колизија. Како ќе помине натаму, не знам. Така да мислењето мое е дека не треба да се брза. Овој закон организацијски треба да реши неколку проблеми кои се врзани со закон за кривична постапка и со други закони, како закон за внатрешни работи. Вие гледате дека најлесно сега нема проблем обвинителство вика нема. Еве денес ми дојде една странка за кривично дело од 2011, денови добиле обвинителен акт. Значи 9 години постапката негде стоела и сега утре кога ќе застари кај судијата приведот ќе биде содржи прикамања после. Ние веќе го напуштивме истражниот судија, односно истрагите пред судот и отидовме на ова определба на обвинителска истрага, тогаш мора обвинителството да се трансформира во нешто Апсолутно. Значи соодветна замена на она што е. Знаете што? За гарантираните човекови права и слободи мора да ги решава тој што е компетентен. Да, не. Ние од обвинителството направивме депонија. Така е. Све се стана. Прво и прво. Немаме оформени истражни центри. Така е. И јас заминав на 1 јануар 2012. Пред да заминам, одлука обврска од јавниот обвинител да донесам одлука за формирање на истражен центар, на истражни центри. Кога прашав зошто тоа го правиме, затоа што де факто ние носиме само одлука, ама врз таа одлука треба државата да се подзамисли и дека треба да гарантира ресурси, во човечки ресурси и материјални. Тоа не се направи. После 2 години ми се јави колешката од Републичко обвинителство која што беше раководител на кривична група. Не можам да ја пронајдам одлуката, треба одлука да носиме. По втор пат се носи одлука. Ништо не е направено. Тоа е најголем По проблем. трет пат се носи одлука. Значи постојат 3 одлуки за формирање на истражни центри. Сега, јавните обвинители, може знаете што, само овие Берово, Делчево, јас сега нив ги земам како за пример, кои што имаат толку мал обим на работа, што можат да се впуштат во истражниот дел да решаваат. Имаат надлежност до 5 години, не е тоа надлежност проширена. Јавното обвинителство, основно Скопје, со некаде околу 50 заменици, не може тоа да го покрие. Апсолутно не може да го покрие ако го земете обимот на работа. И другиот проблем е... И друго се претвараат во сваштари. Токму тоа. Значи не се во состојба во исто време да бидат, да истражуваат, да одат на судење, да бидат дежурни. Ако нешто треба да се реши, Не може 50 обвинители да постигнат тоа, се слажам. Апсолутно. Но законот мора да реши што со моварат дел од криминалистички. Истражните центри во рамките на обвинителство. Тоа е тоа. Значи сега се прават работи кои не може да се направат. Сега се проблематизира од ваша страна да проблематизираат и валидноста на доказите. Апсолутно. Која е валидноста на доказот увид на лице место? Апсолутно. Ексхумација. Апсолутно. Тука нема дилема. Значи како тоа е нужноста на реформата и меѓутоа реформата мора да направи се специјално обвинителство точно според законот. Им се дадоа ресурси на 10 заменици, 100 луѓе да ги обслужуваат, така? Така, да. Кој беше и еве го имавме тој пробен да речеме пилотски програм што би се кажало. Ајде да ја видиме ефикасноста. Колку предмети се завршија со обвиненија за 4 години? До кај се тие предмети? Јас би рекол вака, Цана, има една поговорка што вика кој рано процветува, плод не врзува.
Значи тоа беше една адхок институција Тоа на беше брзина направена. состојба на нужда. Да, тоа беше состојба на нужда. И тука нема дилема. Значи, и покрај тоа што објективно сме разговарале на таа тема, сите на некој начин сме посрамени од поставката на Катица, тука нема Не дилема. навлегувам во тоа затоа што би била Знам. многу Добро. експлицитна и Знам. непријатна. Добро, не треба да ги Не, кажуваме нашето И мислење тоа и е да веќе задржиме. коментар на граѓани. Апсолутно, апсолутно. Меѓутоа, еве за споредба. Значи, сите јавни обвинителства во цела Македонија имаат буџет 4 милиони евра, а јавното АСЕО имаше 4,2 милиони евра. Меѓутоа, единствената можеби добра работа од функционирањето на СЕО се покажа ефикасноста во однос на оперативноста на јавниот обвинител кога истражителите Му се дури прирака. кога му се прирака, кога тука му е истражниот центар, кога тука му се доставувачите. И кога нема проблем ни за бензин, ни за хартија, ни за тонери, ни за апсолутно, не, компјутери, тоа не е ни за за проблем. записничари, Да, извини. Апсолутно. Обвинителите ги водат записниците. Апсолутно се Вториот дел Спротивно прашање, на законот. За предметите Спротивно на што законот. Страгите Да. што се Пишува записничар. Па ќе Знаем. дојде тоа е непријатно. Тоа е како да ви кажам, странката кога ќе дојде не знае дали е тој обвинител, дали е дактилограф или е стручен соработник, така? Нема целата зграда, видете, нема библиотека, нема меморија, институциите немаат меморија. Господин Илиев, Не за вториот, за вториот дел, да не што со предметите кои се истрагите покренати после рокот, што прифатија дека е така, Така. со начиналното мислење на Врховниот суд, иако моето лично мислење е сосема друго, но еве ни собранието не смо носили барањето за толкување автентично на јавното мислење, до ден денеска не е веројатно дека се Произведно. калкулира пак како пак за се некој, друго. тоа нивна проблем, Да. но за мене, гледано од визави закон за кривична постапка и валидноста на действията кои се преземени во тие предмети до началното мислење, во делот на компетентноста, надлежноста на јавниот обвинител нема никаква пречка да продолжат со прибирање на соодветни други докази Апсолутно. и да се после тоа одлучи дали што ќе се процесуира во таа истрага, дали кој кривични дела, кој обвинети и така натаму. Не може да биде неовластен за Се кривично фала дека дело, може тоа само застарено да го со спречи. началното мислење се завршило, нема више дела, мислам дека Не. не држи таа Добро. теорија. Еве, додиме некако кон суштината. Еве, и вие размислувате, и јас често размислувам како до квалитетни луѓе во јавното обвинителство. И јас во една прилика кога, извинете, една секунда само, кога со Новосел, поранешен јавен обвинител на Хрватска, разговаравме и кога почна да се формира СЕО и во една прилика разговаравме и ме праша човекот така искрено, вика, дали сето ова ви е потребно или ви е потребна смена на тогаш Марко Зврлевски со соодветен човек кој што ќе го трансформира и кој што ќе застане на чело на таа институција. Јас му кажав дека лично сметам дека тоа е вистинското место, јавното обвинителство на Република Македонија, дека е основната, односно единствената организација која што треба и која што треба да се реформира, која што треба да ја негуваме, да го негуваме кадрот, меѓутоа како да ги пронајдеме вистинските луѓе. Мене ми се чини дека нашиот основен проблем е недостатокот на човечки материјал. Значи, сега можеби е навредливо за други луѓе вака, веројатно не викам дека само вие двајца, меѓутоа во кариерата моја и сега, например, не знам дали би успеал јас, например, лично да направам, да ми дадат целосни областувања, да направам еден добар Врховен суд. Како да дојдеме до тој кадар? Веројатно со школување, со обука, со правење, а и сега мислам дека има кадар кој треба само да се усмери таму. Интегритетот како? Како може да прифатите од 67 или колку се суди на единица, само 5 да бидат во овој оддел? Што ви кажете? Зашто тоа? Кој одредува да бидете вие судија? На организиран криминал? Кој одредува? Па веројатно Јас мислам, не, јас мислам дали има дека критериуми во законите кога? Не, значи во луѓето има луѓе. Треба да се одберат, прави луѓе, мислам. Ајде да видиме по кој критериум, дали можеме да се створат како? критериуми.
Ако најдете луѓе Јас кои направите лично- совет за реформа, да видите како ќе најдете луѓе. Вие имате се една академија која е на хартија, бирократска организација која троши исто така голем буџет, Големи а средства. произведува нула. Затоа што Дали знаете дека Затоа што на минатиот таа конкурс академија која треба да произведе суди и обвинители, не се применува и не се учи кодексот на судската. дали знаете, Ако извини тоа не што се ќе учи, ве како прекинам. ќе Значи не сакам да ви го качувам притисокот, меѓутоа на минатиот знаете дека имаше поништен оглас еден заради тоа што донесоа уверение за Да. странски јазик Да. од странство, Да. фалсификат, и дека сите тие што на тој начин се обидува да станат јавни обвинители, наследниот се примени. Не знам, али веројатно, Ама веројатно. дали тоа не е во, значи, дали тоа не е, значи, спротивставено на барање за интегритет? Ако некој што сака право да раздава, сака да влезе во институција пред со фалсификат, Предмет кој треба да го учат таму е кодексот на судска етика, редуктиран, правен од Светската организација на суди, од Европската. Дали некој во јавноста, во судската го спомнува? А таму све пишува, кога се суди, зашто, како се комуницира, како суди и прави. Најобично, зависите во енглеските и амерички судови, судија со судија не смее да разговара за предмет. Ако треба потреба да разговара, мора да бара дозвола од претседателот на судот. И во тоа претседателот мора да извести странката дека тој судија разговара. Тоа го има и во нашиот кодекс. А како се разговара кај нас? Кои реформи, кои суди ќе најдете? колку што знам имаше суди првостепени со предметот доаѓаа кај вас да прашаат како да го решат да не им го укинат. Па тоа треба да се, а таму во тој кодекс све има. Тоа е дополнет направен од Светската организација судиска и од Европската. Мене- Праве. Во него точно пишува како се повикува, све е моралниот лик што судијата и независната, неговата независност треба да од него да произлезе и правдолюбивоста е нотирана. Мене Никој лично- таму тоа не го предава. Не знам дали можете да го учите некој што можеби тоа не го носи во себе. Ама ако има потреба да го произведе во судија и во обвинител, мора да го научи. Ако не го научи, не верувам дека ќе му дадеме виза дека има интегритетот. Тоа, види, интегритетот е субјективна работа. Секој го носи со себе. И Добро. во оваа струка, дали е обвинителска, судска, адвокатска, ако тој нема правдолюбивост како карактер свој во сршта на личноста, Тешко може тешко после, да, после. тешко може да се Треба да видите моделира. Вие Да. заборавате една Да. работа, дека во судството доаѓаат кадри како резултат и на инфлација на дипломи. Да, тоа Сега, факултет, ако го повлечеме, Апсолутно, да, што би се да. рекло, маме му, кој Да, прв почна. да. Так. Значи, так. мора да се вратиме на Да, прав да, почетците. да, Кај ни да. образовниот систем? Што се случува со тој систем? Да, имате правници. Кои се кадри, да, кои се се кадри, образовани, кои се да, кадри, тоа се, образовани, како да, да ви да. речам, ние Апсолутно. како општество мислам дека назадуваме. И дека тоа е многу сериозен проблем. Сигурно назадуваме. Ако Задоме оние професори експерти што го правеле закон за јавно обвинителство, учествуваат во политички расправи за обвинителство. Како ќе после ќе испаднат од тоа обвинители кои не можат да видат политички? Значи, напишав една од подобрите колумни на времето и тоа морав да ги навредувам со насловот Теле и пол, месец и пол, колку три телиња колку затвор. Оној правилник за одредување на висина на кривични санкции. Целата оваа фела што сега треба да ги прави реформите беше вклучена и го носеше тоа законско решение. Ми доаѓаше да скинам дипломата и да дигнам раце кога судијата имаше графикон каде што стои 3 деца, 6 олеснителни бодови, а замислете, тоа истото важи и кај педофил што ги малтретира децата, затоа што има 3 деца. Значи, Тоа е глупост. измислено во америчките суди. Знам некако, ама не го припредаќат и тие. Ги видел но судите, ниеден од нив не го се применува. креаше, кој требаше да... Ни тоа не го применува, да, да. И Зборот ми е пак, значи, не знам како,
можеби сме деформирани да мислиме во наше време порано како дека било многу подобро, можеби и тоа не било најсјајно. Но секој жито имало кукур, да, тогаш да, сега можеби е поголем. меѓутоа беше поинаку. Значи, сета таа организација, и обвинителска и судска, мора да постојат степени кои исправаат. апсолутно. Значи, јас лично мислам дека Степени кои исправаат. ако како општество се одлучиме да правиме реформи, јас мислам дека треба да смогнеме сили да направиме еден најдобар можен врховен суд и едно најдобро републичко обвинителство. Одозгора да тргне, како што беше на времето. Јас стручен соработник бев во окружен суд, меѓутоа имавме можност да работиме, да работиме сите заедно и да, значи, и со судиите паралелно. Таму окружен суд на времето тој си избираше практично судии од неговата надлежност, од неговата територијална надлежност. Ама и имаш сега директно од основно обвинителство во јавно обвинителство на Македонија. Ја тоа го нарекувам како во војска одводник да направите генерална армија. Од капла. Значи, јас добро знам на времето дека точно се знаеше и ние, кога рефериравме предмети, знаевме на кој судија треба да му обратиме внимание повеќе од основните судови, кој е подобар судија, кој не може да сгреши, и тие беа наред, подобри судија. Знаете, тоа што било порано не можете да станете судија на окружен суд или окружно обвинителство ако немате најмалку еден мандат, најмалку еден мандат беше 8 години. 8, да. Меѓутоа, на општа седница на окружен суд, кога требаше да се донесе одлуката за да помине предлогот кој да дојде во окружен, тогаш мораше да се води сметка за квалитетот, заради тоа што сите знаевме дека тој судија е квалитетен, или друг предлог. Повеќето европски судски судови има систем на номинација. Вие ќе бидете номинирани, но местото ќе очекате 2, 3, 4 години. И јас се сложувам со тоа. Значи, ете, добро, една работа што ќе ја заборавев. Голема грешка, голем проблем во нашето правосудство е во поставена пракса судија кој ќе биде избран за повисок суд, за апелација, па дури или за председател, он ги остава предметите. Замислете на предмет. Немци ги носат со него, ќе се заврши. Тоа е голем проблем. Еве се да кажам, во становење обврска на оценување на јавните обвинители. За да се оценат јавните обвинители, има два механизми. Едниот механизам е со директни контроли од повисоките јавни обвинителства и со контроли низ одлуките кои што веќе ги гледаат во апелација или во... По дефолт, дали повисоките јавни обвинителства се поквалитетни од останалите? Не се, затоа што има, видите, само по закон. По закон. Дали се дораснати на вистина? Во висшите обвинителства вие имате колеги со летечка кариера. Има и во републичко. И во републичко исто така. А од друга страна, дури ни таквите контроли немаат извршено, по закон се обврзани на 2 години да вршат оценување. Имате вие основно јавно обвинителство во Скопје, кое што воопшто не е оценето. Значи, воопшто немаат оценки. Лоши, добри, успешни, неуспешни, нема оценки. Веројатно нема никој да ги оцени. Кој е тогаш принципот? Беше во судовите, сега се префали во обвинителството и во областна кариера. Не само тоа. Оценувањето прави. Да ви кажам, непристојно е присуството на јавно обвинителската институција секојдневно во животот на медиумите и на граѓаните. Да почну и завршува сега. Апсолутно е непристојно. Значи за мене тоа е нешто што е недозволиво. Не може да почнуваат вестите со јавното обвинителство, со јавниот обвинител. Јавниот обвинител на Македонија испадна дека е главната личност во државата наспроти. А да, за владење на правото и криминалот се му е ставено на еден човек. Прво, еден човек не функционира сам. Он има апсолутно. Меѓутоа и проблемот е тоа што не му е оставено да го бира тимот. Сега објективно, партиите, сега да не се залажуваме дека сите избори речиси одат партиски
главен Па, знаете. устав е еден. Тој е со предметиве. Негово е и обвинители. Апсолутно. Кој ќе ги застапува од него? И главните обвинители идат во судица. Тоа Така, јасно е. Тоа секогаш сум го мислел Од дека него, главниот треба да оди. натаму, Овој предмет, овој случај се доверува на Сандар, овој случај од Струга, овој случај на, не знам, обвинител од Кратово, тој ќе го заступа во судот во Скопје. Тука нема што да се... Да не, ја бев избрана за виш обвинител на Скопското обвинителство, меѓутоа како заменик окружен обвинител имав предмет со троstruко убиство, кое што во втор степен јас да седница го застапував. На памет не ми паѓаше дека тоа треба да го направи некој друг. Го знаеме ние. Апсолутно. Имаме искуство. Апсолутно. Сега тоа све забораваме. Видете, еден предмет сериозен, голем, во фаза на завршен збор со 13 обвинети, судијата е избран за председател на судот и го остава предметот и предметот треба да почне од ново. Тоа е незапуштиво. И се губи едноставно енергијата. Обвинетите се разболуваат, адвокатите добиваат шанса да ги влечкаат предметите. Јас сум за друго решение, значи судија, ова што викате вие, да биде номиниран во апелација, меѓутоа добро, сега малку се измени, меѓутоа треба да има, кога се бира кривичар, да може да конкурира само кривичар. Инаку имавме многу големи грешки порано, кога од истражен судија ќе отиде во Зошто би е потребна ваква академија со 15-20 годишно кој ќе повтори? Знате колку илјади се завршува, то тие да не можеме да... Општо сум го кажал тоа јавно. Па при запишани 4000 адвокати да не можеме да најдеме квалитетни. Нас не префрлаат дека сме противници на државата, непријатели на државата, Најпрвите дека суди сме... и судови во светот и во едни и во други се регрутираат од таму. Да, меѓутоа има и таму еден поинаков систем на одговорност и на однесување на адвокатите. Зашто што ни пречи Криење, тоа? да. Значи криење на докази, значи не смеете да му криете доказ на спротивната странка, не смеете да ги злоупотребувате правата. Правилниците книги Токму така се сложувам апсолутно. Еве кога на пример јас за моите размислувања некогаш како мали џокица можеби се заличувам, меѓутоа на пример јас мислам дека една од првите реформи што би требало да се направи тоа е и повисоките судови да судат. Еве тука ако нешто би можел да ви забележам сега вака пријателски, мислам дека сите некако заеднички, еве и јас како дел од тој правосуден систем, направивме грешка што оценката на обвинителниот акт ја направивме формална да биде. Тоа се сведува на гола форма, а тоа е она што во Америка кога претходното судење, кога судијата го прашува обвинителот на што го базирате случајот, на ова, на предпоставена штета, нема што да разговарам со тебе. Таа фаза мислам дека е многу погрешно што се прескокна и се дозволи да оди. Да, меѓутоа објективно ние немаме судии кои се учени, тоа ми е зборот, да. Неговме во примена на закон кој си има 1001 мана, но судите. Знаете дека законот се донесе без да биде гледан и на седница на Врховен суд, без да... Така го донесува. Не сакаат мислење да слушнат. А по уставот се задолжителни, закон за судове е задолжително мислење. Такво мислење нема. Добро, веќе... Никој не го наметна законот. Тој не беше. Судовите не беше. Мислам ни законот за јавно обвинителство. Мислам дека започна една еуфорија во невозможност да се најде оправдување зашто постои застој. Застојот апсолутно секогаш бил лимитиран со луѓе и пари. Значи, постоечкиот закон во кој што истражниот судија ја водеше постапката и имавме
право кое што има традиција и во човечки ресурси и од аспект на И останатите органи и во примената и во томови мислења, коментари. не само тоа, не само коментари, па имавме и судска пракса. Ајде да ги погледаме сите Да. книги Ама објавени трета со година, сега судската нема, поставка. сега нема, Ништо нема, никој не пише. нити има сентенци на Врховен суд. Во обвинителство нема пракса, нема меморија, не знаат како да решат еден случај. Немаат поминато преку тоа, немаат некој да им каже. Треба да почнеме од нула. Дали сте оптимисти, дали можеме да го направиме и како би го направиле А тоа? може да зависи од водачите кои ќе го. Знаете Од што искрена да желба. знаете што да ви речам? Ништо не може да се деси преку ноќ, затоа што не потонавме преку ноќ. Една ваква Значи- реформа, по моје мислење, најмалку 2 мандата би требала да трае. Тоа некој Да. совет од Сега- луѓе кои водат. Ние, да ви кажам, Не може реформа на 2 месеца, на 3 месеца. апсолутно, ние сега бидејќи е сепак ова поврзано со нашата партија во формирање, наш прв приоритет беа реформите во правосудството, тоа ни беше прва точка и одговорноста. Меѓутоа, полека почнавме да го подигаме како прв приоритет екологијата, заради тоа што донесовме одлука, заклучивме дека за реформи во правосудството ни се потребни 7-8 години, Така. а дека Моје мислење. екологијата, да, апсолутно, ние околу тоа се сложуваме, а дека сепак тие 8 години треба да ги преживееме со овој воздух и некако ги изедначуваме сега како приоритети во кои што треба да се насочи енергијата на општеството. Јас лично мислам дека многу зависи од искрена желба и од луѓето кои што ќе се изберат да ги прават реформите, да бидат луѓе Да истраат Значи, на тоа. од Вашков. Сега пак морам да ви дадам комплимент, меѓутоа тие што ме знаат дека не ги давам јас без причина и неискрено. Значи луѓе кои што целта ќе им биде битна, нема да им биде битно да удомат внук, братучет, пријател, роднина, туку вистински реформи. Тие треба да донесат да и живееме практичари. во општество кое е правно безбедно. Секој граѓанин се осеќа правната безбедност. Не, е дел од да општеството. не се залажуваме. Таа е најбитната работа. Да не се залажуваме. Трансформира животот, дали како Еве, живот ќе живеете. Господин Илиев, видовте и сами. Значи нема што да зборуваме. Значи настаните околу 27 и она што го процесуираше специјалното јавно обвинителство го покажа дното на нашето општество, па дури и на институциите сите. Значи имавме каде што за 27 јавниот обвинител покренува за учество во тепачка, судот брза за да затвори постапката веднаш со признавање на вина да даде условни, заради тоа што веќе е рес јудиката. Имате подоцна извршната власт се меша со закон за амнестија каде што треба неколку луѓе да ги извлече од целиот тој настан. Имаме најголем проблем тортески во апсолутно хранената потребата да се храни извршната власт преку судската власт. Со моќи од таму да црпи. И тоа е елементарна непогода. Не сме јавен обвинител да се чувствува ничи. Апсолутно ничи. Ја би била лично навредена ако за мене се бори одредена партија. Добро, а Би се дали чувствувала навредена. добро, а дали што мислите избор на јавен обвинител на независни избори? Дали тоа тоа е решение? познато. Ја мислам дека немаме свест уште за така. А например председателот да оди заедно во пакет со јавен обвинител да го каже кого ќе именува председателот, да го именува, а да бидат во пакет. Има уште еден под него совет кој би нешто. Јас не мислам дека е лош предлог. Предлогот е добар, ама мора да. Не мислам дека е лош предлог да Францускиот систем е. советот на ова веќе не може да се менува. Ние влеговме во таа авантура и таа авантура не кошта. Меѓутоа не кошта премногу. Од аспект на тоа изборот на овој начинот на кој што судството и обвинителството како модел ќе не се функционира. покажа ни Републичкиот судски совет, да не се залажуваме, нити Ама советот ние- на јавни обвинители не го издржаа тестот на притисок на извршната власт. Се е тоа пазарење. Имате Значи- ова членови во судски совет скоро се избрани од
Собранието предложи. Да, Па председателот предложи. Тоа е мешавина која трпи и пазарења, свесни таму сме се за пазарења, дека таму има се пазарења, не го издржаа, мислам, тој тест и не знам како би се исправило тоа. И мислам дека првата работа што треба работите да се нарекуваат со вистинско и име. да се смени, да земеме нешто што е практицирано сега. Земете во словенскиот случај. Уште нешто, само вака на крај. Вкрстено испитување, јас, например, не ја разбрав суштината и ми представува проблем, не можам да се навикнам, можеби еден систем кој Тоа има не си едуциран. Тоа е земено од еден систем. Искрено кажи, ќе ми се смеат гледачите, дали сум Земено едуциран од или не еден сум. систем кој си има своја традиција. Ама, има ли- Јас се реков дека направена е грешката. Таа е елементарна непогода. Сега треба да се спасиме и да се адаптираме. А тоа адаптирање подразбира луѓе и подразбира финансии и подразбира да речат да ја остават, да го остават овој дел на системот подалеку од притисоците кои што се вршат. Тие се многу суптилни. Не мора да значи дека некој ќе дигне. Знаете што, нема никој да дигне слушалка. Али затоа постојат медиумите. Тие имитираат независност. Не се независни. Кој ги плача, од кого се финансирани? Јасно е. Влијанието, значи ако постојано вие почнувате и малите деца знаат обвинителот, значи непристојно е присуството на лицитирање за јавен обвинител. Па ние да го познаваме повеќе. Тоа е страшно непристојно. И Меѓутоа, најдобриот да го изберат, меѓутоа, ќе се чувствува обележан дека тој е поданик на одредена партија, на одредена идеја. Зошто тргаш од себе? Па тоа напротив, тој ќе се чувствува горд дека е избран од лидерот, па сега не трга од себе. Вашиот проблем е што тргате од себе. Вие не би сакале да бидете етикетирани така. Меѓутоа, јас го знам тоа, затоа сте тука. Јас сметам дека и голем број на обвинители не би сакале да се чувствуваат етикетирани. Значи не викам дека нема и дека треба дека им е седно дали е некој припадник на оваа партија или на она или на ниедна. Обвинителот е тука заради тоа што ти нешто си направил. И тоа што си го направил, за тоа што си го направил треба да одговараш во рамки на пропишаниот закон. Значи, ти си тука за да го заштитиш, оној кој што е оштетен. И заради потребата од борба против криминалот, поготово против овој тежок криминал, организиран криминал. Заклучок му е, нужно е темелна реформа на обвинителство, на судови, да се промени овој концепт. Имате таму еден куп институции кои ништо. Земете го судскиот совет, што донесе судскиот совет, кажете ги многу. Што донесе обвинителскиот совет? Само удомување на одредени луѓе да не судат од тоа тој период. Прво, финански непотребно, второ, луѓето се. Апсолутно. Кварат се, расипуваат и да се земе нешто што на ваква мала држава систем кој ќе функционира брзо и ефикасно. Не можете вие го кажува телевизија ваму направиле Може а да немате одлука за притвор. Што е тоа? Може ли да се договориме за следната емисија добро, сега ги детектиравме слабостите, дали може за следната емисија за некој месец-два да видиме дали може да најдеме да предложиме решение. Здрави, да бидеме здрави. Да, сигурно, апсолутно. Меѓутоа, ми се чини дека од целиот овој разговор идат избори и сето тоа има сега некоја друга. Ми се чини дека од разговорот беше прекрасен навистина. Ви благодарам многу што прифативте да видите во емисијата. Меѓутоа, мислам дека едно размислување некако се наметнува како можно дека би било можеби добро да се размислува председателот да оди во пакет на избори заедно со јавниот обвинител, да каже јас ако бидам избран, јавен обвинител ќе биде тој човек, за да во некоја смисла избереме човек во кој што ќе се има доверба и каде што граѓаните можеби ќе даваат поддршка за тој пакет, затоа што по мене сега е во овој момент најважно да имаме човек во кој што имаме една просечна доверба. Ако председателот се бира на непосредни избори,
Предлог за председател, дали треба да дават политички партии? Не може тогаш, не, тоа е друга. Тоа е друго. Тој систем треба да се промени. Добро. За да И- овој што ќе го носи Тоа со се него, дефекти. не добие Мандатот од Стои. 6 години на обвинителите кои што Треба и пет да на оди се јавниот председател, обвинител, заедно. знаете зашто се направи на 6? Да не Заради се Да тоа не се поклопува, да не се поклопува Со со секој изборот на избор се- партиите и со секое доаѓање на партиите на власт, Да. која партија ќе дојде да се зафати со јавниот обвинител. Ама има И да има- можност има цена заради нестручност да го разрешат на Апсолутно. собрание. Ама и таа тоа е можност не грешка. мора да значи дека тој треба Да. да го истера мандатот. Може и после 2 години тој да биде повикан. Апсолутно, Знаеш кој меѓутоа ќе се реши, кој ќе изберат обвинител, кој првиот ден кој ќе гаѓа да случајот ќе почне со решање. Притвори, затварање, прање, добија авторитет, сила, дека се грижи за права, за заштита на па земете го сега само оштетени, за новиот закон за пишно ништо го нема. го нема, Избришано. апсолутно. Знаете колку луѓе трпат заради тоа? Апсолутно. Значи и да детектираме еден проблем, тоа што Цана го кажа, значи практично во Македонија со години се зборува за организиран криминал. Ние немаме, можеби има некакви зачетоци на она што луѓето го перцепираат како организиран криминал, банди, организирани мафии. Многу лоши им се имињата, Да, меѓутоа во Македонија најголем проблем е организираната корупција што ја прави владеачката гарнитура. Да не се залажуваме. Секој. Од самиот почеток. Токму заради чувството дека нема да биде гонет, заради тоа што го контролираат МВР и јавниот обвинител. Тоа мислам дека би може да биде заклучок. Има и од оние кои имаат кои се во приватниот капитала има. Добро, влијаат. Значи, еве, и пак уште еднаш да си изрекламирам партијата што правиме, ние донесовме одлука дека е забрането финансирање од било кои други извори, значи нашата чланарина е 0 денари, 150, 300 и 600 и тоа е максимум. Ако јас, значи, обезбедам некој спонзор со 1.000.000 денари и ако тие пари легнат, обврската е на контролниот орган да ме избрка од партија и да ме исклучи. Токму од таа причина за да нема лобирање од тајкуни и законите да не се носат во полза на одредени групации, што е многу лошо. Ќе ја продолжиме малку емисијата. За мене највисоката форма на криминал е кога тој се покрива со закон. Еве и особено она со уредби во кога сме учеле право, не учеа дека најлоша форма Уредби на со уредување законска сила. уредби со законска сила. Деновиве имавме можност да видиме една уредба каде што 15 евроценти се давале за некаков киловат електрична енергија од обновливи извори субвенција. И сега, во текот на предизборите, вика се носи измена на уредбата, зборот 15 се заменува со зборот 18. И ние се смееме сега на Твитер, што се добива ова? И еден умен човек вика неколку милиони евра по грло на политичар. 3% тоа. Значи, уредувањето на општествени односи со уредби, каде што се крие надвор од процедурата, во полза на одредени тајкони, тоа е потежок криминал и потешка форма на криминал, отколку едно разбойништво за кое што ние реагираме. На овие работи не реагираме и подлегнуваме. Ви благодарам многу што бевте гости на емисијата, ќе ве поканам следниот пат. Здравје. И Со поголем оптимизам. Па добро. Да, сега добро, искуството Има. не учи дека Треба да не се верува, треба да се верува. Да, меѓутоа јас не сум многу оптимист да ви кажам дека и најмногу што ме плаши тоа е капацитетот. Ама на поштечките. Не, Дојде не, да промени. добро. Ќе дојдат млади луѓе. Дај Боже, дај Боже. Сакат држава на Дај Боже, еве, јас сум атеист, Мора да меѓутоа многу често заздраве, го да заздраве користам. државата во поглед на квалитетот на образованието, Така е. воспитувањето. Значи тоа се елементарни работи без кои ние на општество не може да оди напред и не може да имате квалитет. Апсолутно. Може да имате Апсолутно. ретки Ама- да кажеме примероци ама само. се манипулира и е подлежен на притисок само човек што завршил во некој факултет никаков Колку или што е факултети купил, има? да, Колку 23 правни мислам дека имаше
На 1.800.000. Да. Едно предградие на И Њујорк е со поголемо. тој човек лесно се манипулира заради тоа што тој ја добил Па не случајно се дипломата. манипулира, вие го Затоа што изградувате не неговата свест. искача јавно што сработил. Кој добил случај. Не Ма ти тој сам случај. верува дека завршил Добил факултет. случај. Не, ако е завршил, избор, добил случај. избор. Не иде. Осветот не го разреши. Он не чека да го разреша, си взима парталите, своја кутија и си оди. за крај, Нема- за нема гледачите што само тука ќе кажам еден случај што за наши прилики е непоимлив. Судија на Врховен суд во Австралија возел автомобил и поминал на црвено. Била слика на колата и го прашале дали вие возевте и тој вика не, возеше жена ми. Вадат слика дека е он, утреден да поднесе оставка и заврши. Ма нема тука дилема. Вас ви се доверува случај. Не иде случајот. Имате кодекс на самото однесување. Не иде. Не чека да го разрешува. Сам си оди, зима картонската кутија, реди законите, тефтерите и си кажува на колегите чао. За жал, До таму мора да додеме, се додека не додеме тоа и во Витоство, почекаме. и во МВР, и во сите институции. Мора да се знае кој што работи и која одговорност се носи неговата работа. Ви благодарам многу што бевте гости, ми Фала беше ти. голема чест што прифативте поканата. И нас не беше чест од тебе да се поднамашна. Може вака бескрај доди, да се бајде. За мајли ќе почнеме и случај да вадиме. Ако, нема проблем.